Со уставните измени Македонија прави историски чекор во својата евроатлантска перспектива, изјави денеска премиерот Зоран Заев на четвртата јавна дискусија во врска со уставните измени која се одржа денеска во Штип. Експертите досега реагираат дека културното и историското наследство се всушност сопствените особености на македонскиот народ. Тука се движи самата дебата и јас верувам дека ние ќе излеземе многу попоучени како властени предлагачи од сите експерти кои што присуствуваат на јавните дебати и од нашата јавност, од граѓаните, од стручните луѓе на крајот на сите овие промени во Уставот. Јас сум уверен дека преку еден ваков инклузивен процес може Македонија да обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот. Секако тоа ќе го знаеме некаде средината на јануари, кога е закажена последната пленарна седница за уставните промени, но убеден сум дека сите на крајот имаме одговорноста за нашата земја. Освен премиерот Заев, на јавната дискусија присутна беше и уставниот судија Маргарита Цаца Николовска. Во врска со измените, ставот на Николовска е следниот. Дали овој договор, преспанскиот, кој што јас лично го сметам како апсолутно потребен и релевантен во дадената ситуација во која што се наоѓа Република Македонија, а за остварување на своите аспирации за влез во НАТО и ЕУ, по својата содржина ги бара предложените уставни предмети, промени и дали тие промени се промени од уставно-правна теорија и дали тоа може да се тоа може да се постигне евентуално со некои законски промени. Универзитетскиот професор Ѓорги Спасов демонтираше дека уставните измени се некаков предавнички чин. Напротив, нема нарушување на уставниот поредок, а темелните национални вредности со ништо не се загрозени. Оттука според Спасов на промените им треба поддршка. Сосема јасно зошто се прифаќа еден компромис за да се направи голем исчекор во еден чин од страна на една нова генерација на политичари во Македонија и во Грција, која што прави историски и визионерски чекор за создавање на еден мировен договор меѓу Македонија и Грција, кој што ќе им донесе добробит на двете земји и на целиот регион. Денес присутните во мултимедијалниот центар Киро Глигоров во Штип имаа можност и за прашања. А НАТО е како еден ден здравје, ако бидеме членка на НАТО, ќе ни биде наш воен сојузник и партнер. Па не ми е јасна споредбата со подобар живот и воен сојузник. Со членството во НАТО се гарантира трајниот мир, а тоа за секој инвеститор, и домашен и странски, значи сигурност, стабилност, безбедност, дека нема да ги изгуби своите пари кои што ќе ги инвестира во Македонија.